Училишните порти по се изгледа ќе останат затворени и по 1 септември, а учениците и студентите нема да се вратат во школските клупи, вела дел од професорите за Алфа кои полека кројат планови како ќе изгледа виртуелната настава. Ако се суди по епидемиолошката слика од земјава, професорите велат дека ќе мора училницата да се пресели во домот. Со овој или со слични проблеми ќе се среќаваме и во иднина, можеби многу скоро, сега на почетокот на следната учебна година, и дека треба нешто сериозно да се превземе во врска со тоа, особено во делот на основните и средното образование. Нема да има оправдување ако во септември има неспремен образовен систем, вели Мишев, кој смета дека од почетокот на учебната година има доволно време да се лоцираат главните проблеми. Ние дадовме доста критики на тоа во делот на инфраструктурата и реализацијата. За жал, тој план е премногу долгорочен, а мислам дека овој момент треба државата да го искористи, да ги зајакне своите институции и преку своите институции да дојде до брзо решение. Институции како мојот факултет, како Финки, како другите универзитети, институции како Македонската академска истражувачка мрежа. Сега е моментот да државата ги помогне тие институции, бидејќи тие можат да одговорат во многу пократок рок. Дека системот на онлайн учење потврлил, реагираат и граѓаните. Вела дека ништо не може да ја замени физичката настава на училиштата. Алфа праша родители, но и ученици за виртуелното учење, зашто децата реагираат дека ќе биде тешко, а родителите дека тие вршеле голем дел од работата на нивните деца. Најдобро е школска клупа, а образовани луѓе што можат да ги научат. Мајката и таткото не се просветни работници за да можат да ги научат децата. Ќе биде тешко затоа што, например, јас лично 8 оделение ќе имам други два предмети нови и не знам како со онлайн учењето ќе ги совладам, бидејќи химија и физика и ќе ми бидат нови предмети. И ако има онлайн настава, дека треба дечињата да им предаваат оние, не само да им даваат задачи. Внуците мои сега полагаат, тешко се снаоѓаат со интернетот. Предходно се побунија и синдикатите од и власта правела стратегија за новата учебна година без да ги чуе нивните размислувања. Вела дека образованието мора да биде квалитетно без оглед на пандемијата. Од Министерството за образование вела дека правеле стратегија за електронско учење. Како опции велат остануваат и воведување повеќе смени, помалку деца во училиштата секако ако попушти пандемијата. Инаку родителите со месеци критикуваат дека децата по тешкиот наставен материјал може да го совлада директно од наставниците. Голем дел од учениците од руралните средини нема ни компјутер, а камоли интернет, се со цел за да ја следат виртуелната настава.